Според едните никаков економски напредок, според другите успешно економско владење. Опозицијата и власта одново се скараа околу економските резултати, поточно околу тоа чии математики се точни и кој правилно ги чита бројките. Откако вчера лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче обвини за економска катастрофа, односно дека по 2 години од владењето на ВМРО ДПМН нема напредок на ниту едно поле, а најголемо потфрлање има во економијата и во животниот стандард на граѓаните, реагираше министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Таа го повика економскиот тим на СДСМ на средба во Министерството за финансии, за како што рече да седнат и убаво да ги објаснат работите. Деновиве гледаме хистерични пресконференции, полни со невистини, погрешни толкувања и крајно очајни политички конструкции. За економијата не се зборува со паника, за економијата зборуваат бројките, а токму со бројките опозицијата не стои баш добро. Филипче експресно одговори на повикот за средба. Добро доаѓаме, но да дојдат и медиумите со камери. Отворете ги вратите широко, нека слушнат и нека гледаат граѓаните. Нека ни објасни како 1+2 се 5, како што објаснуваше дека половина Европа ќе банкротира, а Македонија ќе стане богата. Додека тој прашува кој ќе понесе одговорност за зголеменото задолжување на државата, ниските плати, високата инфлација и недостигот на мерки за заштита од кризата, министерката за финансии потсети дека при преземањето на власта наследиле државна каса во исклучително тешка состојба. Во периодот на владењето на СДСМ бруто домашниот производ растел со најслабо темпо во регионот, а јавниот долг речиси се удвоил од 4,8 на 9 милиарди евра. Но според неа денес состојбата е поинаква. Засега останува неизвестно дали навистина ќе дојде до средба на економските тимови на власта и опозицијата.